Новата сезона во третата македонска фудбалска лига Исток ќе започне на 7 септември, а во истата ќе настапат 12 екипи, со што по неколку сезони одново ќе има поголем број на екипи кои ќе се надпреваруваат на Истокот. За разлика од ланската сезона кога Слоговиница беше апсолутен фаворит и веќе се беше решено за шампионското место и за баражот, кој тимот од Виница кој го предводи штипскиот стратег Емил Грнев го доби и обезбеди влез во втората лига. Во сезона 2025-2026 не очекува голема неизвестна борба на фудбалските терени, бидејќи ќе има неколку рамноправни екипи кои ќе атакуваат за првото место. Во новата сезона ќе се надпреваруваат Овче поле, Брегалница Делчево, Карбинци, Малеш, Светло Зрновци, Дојренско езеро, Тиверија, Ударник, Хоризонт Турново, како и повратниците Победа Валандово и Рудорот Пробиштип, а ќе настапи Вардарскиот Богданци кој минатата сезона експресно испадна од втора лига. Изразите фаворити ќе нема, а тоа ќе понуди далеко понеизвестна и поинтересна сезона, кога е во прашање првото место кое води кон баражот за можен влез во втората лига. По една година пауза, одново ќе има фудбал во сениорска конкуренција во Пробиштип. Екипата на Рудор ќе игра во трета лига Исток, а по неколку години пауза се враќа сениорскиот фудбал и во Валандово. Победа ќе биде дел од трета лига Исток. Вардарски минатата сезона заврши на ното во втората македонска фудбалска лига и експресно се врати во третолигашкото друштво на Истокот. Во следниот период ќе се одржи ждрепката за новата сезона во трета лига Исток, со што ќе бидат познати двојките за првото воведно коло, односно целиот распоред. Третолигашки фудбал на Истокот ќе има во Свети Николе, Делчево, во општина Карбенци, во Берово, во општина Зрновци, во Дојран, Струмица, во Пирава, Турново, Валандово, Пробиштип и во Богданци.